Почитуван заменик министер, кажавте се, ама тоа што требаше да го кажете, не го кажавте. Одржавте едно 20-минутно обраќање, економско предавање. Јас разбирам дека е тешко да се вадат жешките костени на најкриминалната влада досега. И еве, вие сте ја земале таа улога. Кога се работи за човечки судбини особено и кога се работи за луѓе кои што секојдневно добиваат откази, е навистина тешко да се зборува. Ама еве, вие сте ја земали улогата и сега јас и вие мора да аргументираме и контрааргументираме, ама вашите аргументи, за жал можевте, мислам, и подобро. Требаше, предпоставувам, да држите баланс помеѓу олигарсите и работниците и владата која што во документите кои што ги имате пред вас планира предизборни подкупи, па ние ви велиме од тој предизборен подкуп кој што го планирате, тргнете дел на финансиски средства за овие работници кои што плачат секој ден. А зошто? Затоа што некој ги злоупотребил, некој од работодавачите, излезе листа на работодавачи фирми кои што ги злоупотребиле финансиските средства и што со тие? Не кажавте, еви тоа не го кажавте. Што ќе биде со тие? Што ќе биде со тие работодавачи? Тоа дека немаат порачки, бидејќи дел од нив, најголем дел работат лон систем, го знаеме уште од октомври месец. Јас пред неколку дена ви кажав дека бев на една ТВ дебата и го прашав председателот на работодавачите дали е точно дека имате порачки од Германија до 25 и 6 февруари. Не добив одговор, еве го одговорот. За жал, за моја жал, излезе дека е така. Апропо дискусијата за законот кој што сега ни доаѓа на дневен ред, исто реклама, недела неработен ден. Во кој што пак се е поврзано, нели? Се е поврзано. Во кој што пак може би 40 гранки нема да бидат опфатени. Закон треба да важи за сите. Така е. Ама нема да важи. Таа дискусија ќе ја оставам за кога ќе дојде законското решение. Што правиме сега е прашањето. Зошто се што треба, секоја законска измена, ние ќе ја направиме и ќе биде законска исплатата. Наше мислење е дека со овој амандман, јас разбирам дека кога тоа е пазарна економија, суров капитализам, јасно ми е тоа. Меѓутоа, ако сега овој амандман се усвои, ние и на работодавачите на тој начин ќе им помогнеме да работната сила, која што, дај Боже да се опорави економијата и здравствената криза, ќе бидат способни повторно да се вратат во работниот процес. И таа невработеност од 50.000, добро е што кажавте и што признавте дека над 55.000 граѓани останаа без работа. Да, тоа е факт, тоа е статистика. Ја гледаме, 55.000 граѓани се без работа. Да помогнеме. Затоа сме тука. Видете, вие може и уште еден час да ми давате мене образложение, јас тоа да го разберам. Некако да се обидам да го разберам, иако не го разберам. Не можам да разберам затоа што од една страна ветувате намалување на невработеноста, а сега одбивате амандмани за помош на луѓе кои што остануваат без работа. И таа е контрадикција. Ама со оваа аргументација, ако јас и вие отидеме сега, дали во Штип, дали во Свети Николе, дали во Радовиш, било каде, и застанеме пред тие работнички и работници, и ја кажеме оваа аргументација, можете да предпоставите каков контра одговор ќе добиеме. Немаат за леп луѓето. Немаат за леп. Здравствено осигурување немаат. Тие пари кои што ние сите тука пратеници заеднички сме ги изгласале од пакетите мерки за платите за февруари и март,
не им ги дале. И сега што ќе направат институциите? Си има институции, па тие институции чиви се. На владата се тие институции, на нас, на нив, на граѓаните, од кои што овие зимале. Треба еднаш да се стави крај. Ако ова е по мене добар амандман за да се помогне и на едните и на другите. Затоа што во Германија, знаете и самите, се исплаќала плата и за другите месеци, не само за февруари и март, за да не осети економијата. Сега ќе скратите од овие таму возилата што се предизборниот подкуп, намештаите, картиците, од тоа ќе скратите и ќе дадеме на оние граѓани кои што најмногу во моментот им треба и не знаеме колку ова ќе трае, затоа што како што и сами кажавте, а и тие кажуваат работодавачите, дека им се полни магазините. Не знаеме кога повторно ќе проработи со таков интензитет како што беше текстилната и кожарската индустрија. Па не ли е срамота 2 денари плата да им дадат? Па како не ги срам? Немаат срам 2 денари плата да им дадат? Па образ имаат, па не знам, вака се нарекуваат, онака се нарекуваат. А дома паркирани 5 джипа, па не личи. Па не личи. 2 денари плата. Срамота е. И како велат, ние од таа минимална плата што законски не следуваше, ние добивавме когаш 6.000, некој 6.000, некој 9.000, зависи од фирма. Намерно им дава законот можност, ја ставаат во стечај едната фирма, отвараат друга фирма и велат не си дошла на работа 3 дена. Многу дрско, многу безобразно. 3 дена не си дошла на работа, еве ти отказ. Немаш пензиско, немаш здравствено. Бремени жени. Ги гледате, предпоставувам навечер, ги гледате на телевизија. И верувам дека и на вас таа гледка не ви е убава. Па зошто ние тука работиме? За да помогнеме на таа загрозена категорија. Дајте еве, ќе направиме видеоизмена. Кажете, еве, ќе дадеме пауза, направете пресметка колку, дали треба да намалиме во сумата, дали треба да зголемеме, ќе направиме видеоизмена на амандманот, ќе го изгласаме, верувам дека сите колеги пратеници ќе гласаат. Ако имате волја. Зошто се задолживте 2 милиарди евра? Ни патишта, ни ништо. Зошто 2,5 милиарди евра? Па дај од тоа азното да дадеме на тие што најмногу им треба. Млеко да купат дома. Од азното. Кој што безмилосно се троши. Најмалку сакам со вас да конфронтирам работи за кои што вие сте свесни, ама така ви кажале да дојдете тука да браните нешто што не се брани. Жешки костени вазве пратиле пак да вадите. Ајде да покажеме дека имаме минимум емпатија за овие наши сограѓани во Република Македонија и заедно, еве, ќе дадеме пауза, ќе даде председателот пауза, ќе го видоизмениме амандманот и сите комисиски ќе поднесеме, сите заедно, комисиски амандман ќе поднесеме. Да не ги гледаме повеќе тие сцени. Затоа што, ако вака потреби, не дај Боже, да имаме друг бран во септември, навистина не знам што ќе се случи со овие граѓани. Се надевам уште еднаш, тука завршувам, и апелирам до сите колеги да заедно го изгласаме ова амандманско решение, претходно да го усогласиме и во суми, и во текст, ако сакате. Благодарам.